студиото со вас, Маријан Ников. Пладени вести, добар ден. Подпишан е договорот за инвестицијски грант од 149 милиони евра преку инвестицијската рамка за Западен Балкан, како и за договорите за финансирање со Европската инвестицијска банка и ЕБОР, со што почнува третата фаза од финансирањето за изградбата на железничката делница Крива Паланка Деве Бајр од коридорот 8. Со ова се заокружува финансиската конструкција за реализација на проектот, а во текот на годинава се очекува да почнат и градежните работи на терен. Есенва треба да биде избран изведувачот, додека веќе е во завршна фаза пред квалификацијата за избор на надзор. Проектот предвидува изградба на нова железничка делница до границата со Бугарија, која е дел од Европскиот транспортен коридор 8 и треба да овозможи подобра поврзаност меѓу Јадранското и Црното море, побрз транспорт на луѓе и стоки, како и поголема економска интеграција во регионот. Во рамки на проектот е постигнат и договор со Бугарија за изградба на прекуграничниот железнички тунел, за кој двете земји ќе бараат дополнителен грант поддршка од европските финансиски институции. Денешното подпишување означува продолжување на визијата која што ја постави оваа влада, а тоа е Македонија да ја искористи својата уникатна географска позиција како раскрсница на двата паневропски коридори, коридорот 8 и коридорот 10, и на тој начин да го докаже своето место како срце на Балканот. Изградбата на коридорот 8 е еден од врвните приоритети на владата. Како што веќе беше споменато, веќе е завршена првата секција од источното крило, активно се работи на втората секција, а денеска сме присутни на подпишување на договори за финансирање за градба на третата секција. Сложен е поради тоа што е дел од коридорот 8, кој што е НАТО коридор, меѓутоа географски и технолошки е силно предизвикувачки. Ќе дадам неколку параметри зашто овој проект е со таква техничка предизвикувачка форма, поради тоа што е во должина од 22 километри, ќе биде едноколосечна железничка линија, која што ќе биде за мешан сообраќај и за патнички, но и за товарен транспорт. Интересно е што на само 22 километра ќе има вкупно 21 тунел со должина од 7,8 километри. Додатно, уште 52 мостови и виадукти, кои што има должина од вкупна околу 5 километри. Се извинуваме поради техничките проблеми, сега кои изјавите ќе имате може да ги слушнете и во следното издание на вестите. Минуваме на следната содржина. Онколошки пациенти од пред Министерството за здравство уште еднаш побараа редовно да добиваат терапија откако изминатиот период болни од рак на дојка и дебело црево останаа без потребните лекови. Во моментот тие се обезбедени, наредните денови пациентите ќе бидат повикувани да ја примат терапијата, велат од Сдруженијето Хема Онко. Од клиниката за онкологија пак во писмен став уверуваат дека исто така проблемот е надминат и изминативе денови не било доведен континуитетот и квалитетот на лекувањето на пациентите. И доколку проблемот не се надмине и за еден месец имаме повторно ваков застој од недела дена, од 5 дена, од 10 дена, во тој случај доколку не се каже точно кој добавуваче проблемот, бидејќи во последно време слушаме дека се добавувачите проблем, ќе се распоредиме пред сите институции. Што значи, ќе не има пред влада, пред министерство, пред онкологија, ќе не има сегдека и ќе не има пред сите дистрибутери, или воспротивно, да знаеме кои се дистрибутерите кои што прават проблеми, да бидеме кај нив и за да можеме и со нив да разговараме, да ни кажат кои се проблемите со кои што можеби тие се соочуваат, за пациентите на онкологија да добиваат навремена
терапија. Уште еднаш ќе кажам, во моментот набавката е завршена, терапијата е ветена од страна на добувачите дека дел е веќе вчера пристигната, дека останатиот дел ќе пристигне во наредните 2 дена. Меѓутоа, тука сме чисто само да ве потсетиме дека ни тогаш не ќутевме, ни сега, нити во еден момент нема да се појавиме доколку терапија на онкологија недостасува. Министерката за образование Весна Јаневска и директорката на Државниот испитен центар Даниела Јовчевска-Михајловска на пресконференција информираа во врска со полагањето резултатите од државната матура во јунскиот испитен рок за учебната 2025-2026 година. Повеќето од 14.500 матурати беа пријавени за полагање на матура, а во согласно со измените за Законот за средно образование, ова година првпат се полагаат 3 типа матурски испити според видот на образованието: државна матура, државна стручна матура и државна уметничка матура. За прв пат се полагаше по нов модел, односно нова концепција која предвиде 3 типа на матури: државна матура, државна стручна и државна уметничка матура, со што сите ученици се тестираа по материјалот кој реално го изучувале во 4 години на средното образование, што не беше случај во минатото, кога сите се тестираа на еден ист материјал. Но 348 ученици не дојдоа на полагање, не се појавија на полагање, или процентуално 2,39% од учениците беа отсутни. Просечната оценка од сите 3 типа на матури е 3,66, што е скоро на ниво од ланската матура, кога изнесуваше 3,69. Задоволна сум што 2 години поред се одржува овој просек, за разлика од 2024 година, кога изнесуваше 3,26. Ценам дека резултатите се објективни. Училиштата, факултетите, каде што се организираа дел од тестовите, тестаторите, кои беа околу 2500 на број, околу 200 наблюдувачи и оценувачи, беа добро подготвени. Државниот испитен центар е задоволен од постигнатите резултати во оваа испитна сесија и, како што кажавме, на ниво на испити на крајот на средно образование имаме просек 3,66, што е приближно ист, и да не речам ист, со минатогодишниот, така што се одржува еден континуитет во тој дел. Средна оценка за државна матура имаме 3,62 во делот на мајчините јазици, успехот е 3,95, математика имаме 4,30, што значи многу добар успех и математика и мајчин јазик. Средната оценка за државна стручна матура ни е 3,91. Средната оценка за државната матура, како што каже министерката, полагаат помал број уметничка матуранти, тоа се 127 чинам беа. Значи средна оценка имаме 3,59. Вкупно 20 пожари на отворен простор се регистрирани изминатото деноноќе до 7:30 часот изутрина. Еден пожар е активен и еден е под контрола, 18 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Активен пожар има во општина Македонски Брод, кај село Грешница, местноста вика на Стојанова населба, каде гори ниска вегетација, деградирана шума и грмушки. Под контрола е ставен пожарот во општина Делчево, кај депонијата во Делчево. Благопогачување на цените во туризмот, како во рестораните, така и во сместувачките капацитети, но сепак Охрид останува конкретна и најевтина туристичка дестинација во регионот. Поскупувањето е околу 3%. Ручекот во рестораните и сместувањето за одмор стануваат се поскапи. Новите податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека цените во угостителството продолжиле да растат и во изминатиот месец јули. За една година угостителските услуги поскапеле за 3,2%.
а од почетокот на годинава растот е 2,9%. Туристичките работници велат дека има благо покачување на цените, но сепак Охрид останува конкурентна и наевтина туристичка дестинација во регионот. Ние сме туристички град и мислам дека е нормално да бидат повисоки во споредба со останатите градови во држава, меѓутоа ќе напоменам дека како туристички град се уште сме дефинитивно најефтини кога зборуваме за странските гости. Ако погледнеме малку во нашето обкружување, ќе видиме дека сите оние туристички градови кои што ни се во близина се или идентични цените како во Охрид, а сигурен сум и некој процент поскапи. Така што ќе повторно мислам дека сме за странските гости доста ефтини. Тоа можда нашите домашни гости го чувствуваат, да кажам, ги чувствуваат цените малку повисоки. Добрите познавачи од областа на туризмот на став дека можеби треба да се нудат различни менија за домашните и странските гости во хотелско-гостителските објекти. Тоа е цената на туристички град. Можеби треба да се направат и различни цени, едни цени за странски, едни за домашни, кое што мислам дека не е толку изводливо, меѓутоа вистината е таа. Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, само за еден месец, односно од јуни до јули 2026, храната поскапела за 0,2%, додека пак ноќевањата за над 5%, како што информираат од таму, пак во групите алкохолни пијалоци и безалкохолни пијалоци засега не се забележани промени на цените. Нина Аритоновска, Сител телевизија.